А во продолжение одиме на терен и се поврзуваме со нашата Марија на лице место. Уште една важна тема, особено актуелна во овој период, за сите оние кои што се активни во природа. Веројатно знаат и се подготвени дека се наоѓаме во период во кој и змиите се будат, па треба да бидеме внимателни, но добро е да се потсетиме како да се заштитиме, бидејќи токму ова е периодот кога и тоа треба да го направиме, да бидеме и ние малку побудни од змиите и да бидеме внимателни, но истовремено ако имаме таква можеби непријатна средба и ситуација, што треба да направиме. Марија, добро утро. Добро утро до вас, добро утро и до гледачите кои што утринава се заедно со нас. Ќе говориме на една актуелна тема во пролетните и летните денови. Станува збор за појавата на змии која што е се почеста во топлите денови. Именно во ова вклучување ќе говориме за тоа како правилно да се заштитиме не само во планинските предели, туку се разбира и во градските средини и како правилно да реагираме доколку не идеме на змија. Ово утро наш денешен гост е доктор Марко Наумовски, кој е воедно автор на книга која што е за во однос на оваа тематика, насловена Македонските водоземци и влекачи и е објавена во 2023 година. Да му посакаме добро утро и се разбира дека ни е драго што сте дел од нашето утро. Добро утро и на вас. Мене ми е исто драго за присуството. Имаме многу што да слушнеме од вас. На самиот почеток ќе прашам колку навистина е честа појавата на змии во овој период и дали игра улога и тоа што имаме на некој начин и денови со навистина зачестени врнежи. Појавата на змиите конкретно во овој период е доста зачестена пред се поради затоплување на дневните температури, но и периодот за парење, кој е од почетокот на мај, некаде, односно од почетокот на април, некаде до крајот на мај. Потоа змиите влагат во еден период на естивација, што е обратно од периодот на хибернација и змиите се практично во мирување, тоа се во месеците јули и август. Така да овие месеци на почетокот на летото се, да кажам, најкритични за појава на овој тип на животни. Колку видови на змии постојат во Македонија и колку од нив се отровни? Во Македонија се наоѓаат 16 вида на змии, од кои 3 се отровници. Во отровниците спаѓаат поскокот, шарката и остроглавата шарка. Остроглавата шарка е релативно редок вид, со ограничена реална распространување. Дури јас еднаш имам сретнато во целиот овој период, додека се занимавам со херпетологија, а шарката е релативно чест вид, но на планинските масиви, на надморска височина над 1500 метри, така да останува поскокот оној кој се среќава доста често, меѓутоа не во урбаните средини. Значи поскокот преферира каменести, карпести предели, изложени на сонце, со сува вегетација претежно, но и се среќава во дабови, букови, шуми, но како што кажав, ќе напоменам уште еднаш, не во градска средина. Она што може да го сретнеме во градска средина се најчесто оние змии кои го поминуваат поголемиот дел од животот во вода и водена средина, тоа се белушката и рибарката, и нив може да ги сретнеме по течението на реката Вардар и во градскиот парк. Останатите видови се исто така од групата на смокови, тука е ждрепката, леопардовиот смок кој го има на водно и жолтиот смок кој исто така доста чест вид во овие урбани градски средини. Што доведува до самото каснување? Дали можеби неправилната реакција кога ќе видиме змија, дали стравот кој што се појавува кај многумина од луѓето? Видете, стравот како филогенетски најстара емоција и најкомплексна може да доведе и до афектирање на тој психомоторен апарат и да настане ступор, го викаме ние тоа во медицината, вкочанување, кога ќе се сретнеме со опасноста. Меѓутоа, овдека не станува можеби збор за страв. Станува збор за еден херојски чин под наводници, кога луѓето сака да ја заловат змијата и генерално ги гонат и ги убиваат, меѓутоа и ги заловуваат и потоа тоа го сензационализираат и тука настанува главниот проблем. Тука настануваат каснувањата, бидејќи змијата, односно отровот во змијата е активен и по нејзината смрт. Други случаи на каснување настануваат при берење на габи, берење на шумски плодови или пак при кревање на карпи, на камења, бидејќи камењата се обично живеалиште за змиите.
Иако напоменавме кои видови се отровни, кои не се, доколку дојде до момент на каснување, можеби некои од паника и од страв нема да препознаат на лик за каква змија станува збор и дали е отровна или не. Дали може да се забележи по самото каснување, односно по самиот отисок кој што ќе биде на кожата, дали станува збор за отровна или не, и како правилно да реагираме во тој момент, како да си помогнеме на сами себе? Вака, каснувањето на змија отровница и змија неотровница се разликува и така како. Кај неотровните змии, кај загризот имаме повеќе бројни ситни убоди во форма на потковица, додека пак кај змиите отровници, кај нив имаме присуство на два модифицирани отровни заба, преку кои го внесуваат отровот во жртвата или во пленот. А во конкретниот случај при каснување од змија отровница, на местото на убодот, на раната, ќе се најдат две дупчиња, преку кои се исцедува една крвава содржина и евентуално болка во почетокот на каснувањето. Потоа, како поминува времето, се јавуваат други знаци на отровен убод, тоа се пликови, црвенило, чешање и генерализирани симптоми, како што се гадење, повраќање, забрзана работа на срцето, покачен крвен притисок. Така да на еден, меѓутоа тоа се подоцнежни, на еден начин би можеле да го препознаеме убодот во однос на самите рани кои настануваат од отровните, односно од неотровните заби. Што да преземаме во тој момент, доколку не сме во можност веднаш да посетиме медицинско лице? Вака, кај каснувањето од змии неотровници, тоа се генерално смоковите, третманот медицински се состои од давање од обработка на раната или тие ситни рани кои се во вид поишен екскоријации на слупувања, обработка на раната, дезинфекција, давање на антибиотска профилакса и антитетанична. Во случајот на каснување на змии отровници, потребно е веднаш да се побара медицинска помош на броевите за идна медицинска помош или во Центарот за управување со кризи, кој потоа ќе препратат жртвата до соодветните институции. Во Македонија, во Скопје, Центар за лекување на овие пациенти, Универзитетската клиника за токсикологија, каде што со соодветни протоколи и начини на третман на овие жртви и против отров ќе бидат соодветно истретирани, згрижени и истретирани сите потенцијални жртви на каснување. Она што е битно да се каже дека специфичниот начин на лекување кај змиите отровници се состои од давање на противотров. Противотровот се антитела против отровот на шарката, односно отровот на поскокот, и се двовалентни, така да жртвите нема потреба да се секираат дали ги каснало поскок или шарка, ќе добијат во секој случај соодветен противотров, бидејќи е двовалентен, но битно е да се запамти змијата, бидејќи понатамошниот третман се разликува во тоа дали станува збор за каснување од поскок или каснување од шарка. Во однос на таа остроглава шарка што ја спомнав, противотров не постои, бидејќи нејзиниот отров е толку слаб, толку потентен да е еднаков на каснување од оса или пчела, без при тоа можност за јака алергиска реакција. За сите оние кои што живеат во куќа и имаат дворови, како да ги заштитат самите дворови? Дали игра улога самото често косење на тревата, можеби и поставување на некоја мрежа во самиот двор? Вака, за заштита од змии генерално не постои некој си 100% сигурен начин. Она што може да се направи во дворовите и онаму каде што змиите би можеле да се кријат се купови со отпад, со кабаст отпад, купови со дрва. И особено поскокот знае да помине доста голем дел од неговиот живот криејќи се помеѓу тие дрва наредени за огрев, па така и настануваат исто дел од каснувањата. Високата трева е проблем во почетокот на годината, бидејќи овозможува една оптимална влажност за змиите да може да го поминат денот кога сонцето е релативно јако. Да запаметиме дека змиите се поикилотермни животни, односно ладнокрвни животни без постојана телесна температура и во целост зависат од амбиенталната температура, односно сонцето. Но јакото сонце не им прија ниту на змиите, така да ќе бараат начин за криење. Она што во јавноста се пласира како соодветен третман или начин за справување со змии, тоа се некои си таблети на база на сулфур, па сулфурот има некоја тенденција да ги одбива не само змиите и другите глодари и инсекти, меѓутоа тие се со ограничен рок на трајање од неколку дена, бидејќи сулфурот брзо ќе изветре и практично нивната употреба и реална примена мислам дека не наоѓа место во овој конкретен случај. Верувам дека целиот разговор беше на некој начин сове до гледачите, но пред самиот крај уште еднаш, каков апел би дале до нив во однос на оваа тема?
Односно оваа тема би дал еден апел. Тоа е прво да не се гонат, да не се убиваат овие животни, не само змиите, општо сите влекачи и водоземци бидејќи имаат незаменлива улога во екосистемот, во еден здрав екосистем. Втора работа е доколку се сретнат сите, било кој човек, доколку се сретне со змија да отстапи, да се повлече 1 метар, 2 метра, змијата ќе помине и нема да има ризик од било каква незгода, ризик од било какво каснување. И во случај да настане каснување по некаква си грешка, тоа да биде веднаш пријавено, за да може пациентот да се истретира. Важно е што понавремена посета на болница, што понавремено започнување со лекување, тоа ќе значи поуспешно. Само да напоменам дека генерално здравите луѓе се не можам да кажам отпорни, меѓутоа имаат некоја толеранција према отрово да не заврши со смртни последици, она што оние групи на граѓани или на луѓе кои се по-ризични се малите деца и повозрастните и секако пациентите со коморбидитети. За крај само да напоменам дека во последниве години немаме ниту една жртва на каснување од змија која завршила со смрт. Тоа мислам дека битно да се напомена. Навистина е важно да се напомене. Ви благодарам многу за овој утрински разговор. На вас. Иако немаме каснување од змија во последниве неколку години, сепак е убаво е да се слушнат вакви информации и се разбира да не се игнорира самиот факт дека дошло до каснување на змија, туку да се земат сите информации во предвид и се разбира да се посети веднаш медицинско лице со цел да се помогне при самиот здравствен проблем кој што настанал од самото каснување.